Добро вечер, добре дојавте во новото отворено студио. Јас сум Христо Ивановски, а вечерва отвореното студио е на тема младите. Ова дебата ја насловив "Младите порачуваат и јас гласам", извичник. Зошто? Затоа што сите овие изборни циклуси покажаа дека од година во година младите се повеќе абстинираат, немаат интерес за политиката, им се губи интересот, а еден друг феномен социолошки кој го следи ова е се повеќе се иселуваат. Значи, веројатно постои и таа врска меѓу политиките, политиката и статусот на младите и нивната причина да бараат иднина во белиот свет. Мои гости вечерва Стефани Спировска, Младински образовен форум. Добре дојде. Добро вечер, благодарам на поканата. И Афродита Муслиу, Нексус, граѓански концепт. Добро вечер. Дојде. Добро вечер, благодарам за поканата. Може ли прво на почеток, Стефани, да ни кажеш нешто за вашата невладина организација? Да, вака, како што мене вевте, јас доаѓам од Младински образовен форум. Тоа е невладина организација, Сдружение на граѓани, која што постои веќе 18 години. Значи, Младински образовен форум од својот почеток па до сега работи во принцип со средношколци и студенти и се труди да го обезбеди она што формалното образование како такво не го нуди на учениците и студентите. И сега во склоп на МОВ работат 4 програми, од кои што 3 се базирани на членство и едната е повеќе во истражување и креирање на политики. Конкретно сега за ова која што има најмногу контакт со младите и со членовите, тоа се дебатна програма, програма Учиме право и програма за креативен активизам, односно младински активизам, и тука имаме клубови кои што ја користат уметноста за пренесување на определена порака, додека пак овие други две програми, дебата и Учиме право, се повеќе по неформален курикулум, кој што телото на предавачи исто така членови на организацијата го креираат и се пренесуваат вредности на средношколците. Значи тука тргнуваме од аргументирано изразување, критичко размислување, пренесување на основите на правниот систем, затоа што без разлика што тие луѓе понатака ќе се одлучат да работат и каде ќе се активираат и пронесат себе си, ова се некои работи кои што секако ќе имаат некој ефект врз нив. Значи правниот систем како таков е нешто што мора да го познава секој. Тука мора да обнеме внимание дека едно од правата и правото на глас. Правото на глас, да бираш и да бидеш избран, а особено за оние кои имаат 18 години кои прв пат ќе гласаат на овие избори. Афродита, што е Нексус граѓански концепт? Да, Нексус граѓански концепт е невладина, непрофитна и непартиска организација која работи на промоција и унапредување на демократијата. Главно се трудиме да ги стимулираме граѓаните, особено младата популација, да биде дел од процесот на креирање и носење одлуки. Вечер зборуваме за младите и Нексус граѓански концепт е млада организација, така да нема толку голем бекграунд како Младински образовен форум, но се надеваме дека во иднина ќе можеме да зборуваме исто така малку повеќе за проектите. Така, јас сосема случајно се запознав со една од вашите програми, а тоа е една веб апликација со која се мотивираат младите од 18 до 29 години да излезат и на овие избори и да гласаат, односно активно да учествуваат во овој изборен процес. Јас мислам дека од режија додека разговараме ќе можат да ни пуштат инсерти и нашите гледачи да имаат можност да видат како тоа изгледа, а Афродита, се надевам ти ќе ни даеш повеќе информации како дојде до идеја да се направи таа апликација и што значи тоа сега за оние до кои таа треба да допре. Така. Проектот е наставен како платформа за стимулирање на активна граѓанска партиципација. Информирај се, биди активен, гласај. Овој проект е финансиски поддржан од Цивика Мобилитас, кој е проект на Швајцарската агенција за развој. Главната идеја што ја добивме за изработка на оваа веб апликација е да Еве сега баш гледаме на да им овозможиме на младите да на едно место можат да ги погледаат програмите од кандидатите на градоначалниците од својата општина.
што значи еден олеснителен процес. Знаеме ние дека младите денеска живеат во еден дигитален свет, дека цело време се со нивните мобилни телефони и на интернет. И оваа веб апликација направивме да биде лесно достапна и прилагодлива на сите паметни телефони, како и на персоналните компјутери. Апликацијата е многу лесна и едноставна за употреба, како што кажав. Главно, идејата беше да младите луѓе се информираат. Значи, мотивацијата е на принцип да ги прочитаат програмите од кандидатите на градоначалници од својата општина и критички да размислуваат. Што сакам да кажам со ова? Дека откако ќе ги прочитаат програмите на кандидатите за градоначалници, ќе можат да размислуваат и да прават анализи и на крај да одлучат која програма е во нивен интерес. Што значи оваа веб апликација е наменета да младите луѓе гласаат за програма. На самата веб апликација, представени се градоначалниците. Да, меѓутоа програмите не се дадени под градоначалникот. Тачно, не соодветствуваат како што се наредени кандидатите за градоначалници. И откако ќе се гласа за одредена програма, се појавува еден прозорец каде што младите можат и останатите граѓани да видат за која програма како е гласано во нивната општина. И многу интересен момент е дека после гласањето програмата се подредува кај оној градоначалник кој што ја застапува таа програма. Значи, откако ќе гласаат. Значи, избрани се 20 општини и кандидатите. Немаше опција за повеќе општини? Јас да ви кажам, не идовме малку на потешкоти во однос на можност да ги најдеме програмите на интернет, како и на во печатана форма. Некако ми се чини дека оваа година, па не, можеби само оваа година, кандидатите за градоначалници, па и пред другите избори во Република Македонија, излегуваат, почнуваат со нивните кампањи неподготвени. Програмите излегуваат многу подоцна. Како ги најдовме ние програмите? Ги побаравме на интернет, на нивните Facebook профили на кандидатите за градоначалници, колку можевме да најдеме. Ги следевме дебатите на телевизија, што ги има на одредените телевизии, и ги снимавме. И сето она што они го зборуваа, ние успеавме да го извлечеме и во кратки црти да го представиме на веб апликацијата. Програмите ги поделивме во области, значи имаме за образование, култура, спорт и рекреација, животна средина и локален економски развој. Овдека се работи само за неколку реченици, значи многу едноставно, верувајте, повеќе од 5 минути нема да им одземе време на младите. Да, проверено е. Јас пред да дојдам во студио, ја се логирав на вашата апликација. Се извинувам, и навистина е многу едноставна. Ги имате програмите, можете да си гласате, па дури да видите кој претходно како гласал, што мислам дека кога се оди на вистинско гласање, кога го ставате ливчето во кутијата, веројатно има некој момент кога избирачите поинаку се решаваат отколку на вака преку интернет. Во право ли сум, Стефани? Па да, мислам овдека е многу корисно тоа што на крајот се гледа конкретно за апликацијава сега, на крајот се гледа кој колку гласал и тоа многу покажува за тоа какви политики во кои општини се потребни. Сега, ако зборуваме баш од аспект на млади, многу често на младите во овие предизборни периоди или не им се толку достапни програмите за кои што може да избираат и од што ќе гласаат. Сега, предходно, например, јас се неам запознаена со некоја ваква апликација која што ќе баш ги нуди онака да се разгледа што во мојата општина моите идни градоначалници нудат и колку тие навистина соодветствуваат со вистинските потреби на младите. Значи, често пати отсуствува оној контакт на локалните власти со младите, освен нели сега кога треба да се борат за нивните гласови, меѓутоа тоа пак е врз основа на некои ветувања. Многу
многу навистина се чувствува недостаток на контактот вистински на локалните власти со младите, притоа трудејќи се да одговорат на нивните потреби како такви. Затоа што не ни се потребни нас само, не знам, патишта или нови паркови, без при тоа да намалам вредноста на овие делови. Навистина е потребно некој да види што им треба на младите. И можеби тоа само по себе пак води до иселување на младите, апатија на младите или пак нивно верување дека нивниот глас не прави разлика, затоа што кога тие се ставени во една позиција кога никој не ги прашува во процесот на креирање политика и никој не трга од нивните потреби како такви, без разлика кој ќе биде пристапот, дали ќе бидат тоа јавни дебати, дали ќе бидат отворени дискусии, дали тоа ќе бидат, не знам, проекти на кои што ќе се работи и истражувања пред се, кои квалитативно и квантитативно ќе покажат што во која општина има потребно на младите. Тука веќе стигаме до отуѓување на младите и апатијата сама по себе доаѓа како низа, мислам како дел од оваа низа на пропаст. За апатијата би се вратил малку подоцна во поглед на партиските програми и понудата, но Афродита, да те прашам, имате конкретен таргетна група, тоа се млади од 18 до 29 години. Кој е фидбекот до сега? Имате ли сознание колку вашата апликација е интересна или допира до оваа популација? Да. Ние досега ја промомиравме нашата апликација во Државниот универзитетово, разговаравме таму со младите студенти, им објаснивме што треба да направат и како тоа изгледа, ги прашавме дали до сега излега да гласаат, се соочивме доста со многу млади кои што за прв пат оваа година ќе гласаат. Интересот постои, им се допадна, беа изненадени, до сега не слушнале за такво нешто. И рекоа дека најголем број од нив ќе ја посетат веб апликацијата и дека ќе се информират и ќе го дадат својот глас за одредена програма. Понатаму направивме и презентација на панел дискусија исто така. Оваа панел дискусија беше во живо пренесувана од страна на Радио МОВ и можам да кажам дека во моментот додека се стримуваше настанот 1200 гледаност имаше, значи за нешто што е ново и ние како нова невладина организација беше добра бројка, така. За отпосле да видиме дека истата ја посетиле и ја прегледале уште некаде околу 400 гледачи. Тоа е, значи, интересот постои, апликацијата им се допадна и гласаат. Да, но со ова не завршува апликацијата, нели? Не завршува, така. Практично главниот момент можеби доаѓа дури од кога ќе завршат избориве. Така, оваа апликација, ова е сега пилот проект, меѓутоа во план ни е понатаму да продолжиме, да ја модифицираме и да ја подготвуваме за сите наредни избори, председателски, парламентарни избори, и би сакале да биде на еден начин како да кажам, како контрол. Да, за да младите едноставно ја посетуваат веб апликацијата да речат, да, постои една таква веб апликација на која што јас ќе можам да видам што мојот кандидат од мојата општина остварил, ќе може да спореди и да види доколку, значи тоа е многу едноставно да прави, да мониторира и да евалуира за време на мандатот на одредениот кандидат за градоначалник или пратеник или политичка партија и така натаму, председател на држава. Тоа е идејата, значи да проложи апликацијата. Да, како што видов на таа дебата, имаше една презентација од представник на Институтот за социолошки и правно-политички истражувања, се изнесоа интересни податоци и трендови. Еден од нив е светскиот тренд, покажува дека опаѓа интересот за политиката кај младите, а тоа е дека заради недоверба кон политичките партии и политичарите, не демократијата. Така беше потенцирано. Како ова треба, Стефани, да го читаме? Што значи тоа недоверба? Па недоверба, сега на што конкретно се должи на недовербата, можеме неколку фактори дека повторно влијаат на тоа како гледаме. Првенствено, контактот, повторно ќе се вратам на тоа. Значи, потребни се низа мерки на кои што вие константно ќе сте во контакт со младите, односно било тоа локалната власт или националните власти и институциите кои што работат на полето на млади, мора постојано да ги следат потребите.
Затоа што кога тоа не се случува, младите гледаат дека нема кој да одговори на нивните прашања, потреби, нема кој да се ангажира и да направи промени баш во оние сфери кои што им се потребни. И тогаш сам по себе интересот опаѓа затоа што тие не го гледаат решението преку механизмот, односно не го гледат решението во демократијата како механизам, а конкретно дека ако зборуваме за изборите. Значи демократијата сама по себе, како што изборуваше Бојана од испит тогаш, дека демократијата сама по себе не е проблем, меѓутоа начинот на кој што се стига до решенијата е најверојатно проблематичниот дел. Така што пак ќе се вратам овдека на вклучување на млади. Ние работевме како организација на еден проект за основање на локални младински совети, кои што се формираа во 18 општини на национално ниво. И што беше целта на овие општини? Додека си беше проектот, си функционираат, значи се постигна целта, младите беа вклучени, постојано се ангажира, беа мотивирани, поттикнувани да зборуваат за проблеми и потреби на локално ниво, кои што таргетираат конкретно млади. Меѓутоа со завршување на проектот некако општината ја губеше потребата да продолжи да ги негува овие младински совети како такви, помалку работата се чувствува дека на овие совети оди во некоја надолна линија, па потребно е многу повеќе ние од невладиниот сектор да поттикнеме и да направиме за овие локални младински совети да продолжат со нивната работа како таква. Сега во моментов повторно е некој процес на поттикнување на работата на истата, меѓутоа се забележува разликата. Да се вратам конкретно на прашањето, потребно е да се држи константниот контакт на младите и носителите на одлуки, односно да ги вклучуваат во процесите на носење одлуки како така. Да, но ако Афродита имала проблеми да направи една добра веб апликација, затоа што доцнеле програмите и ние како аналитичари или вие како невладин сектор имаме проблеми да анализираме длабоко програмата на кандидатите. Да. Тука се не само градоначалници, туку и кандидати за советници, значи тоа е една администрација. Комплетно абстрактна. Така. И сето тоа кој ќе го отворите на крај, дали навистина во програмите видовте нешто што има контакт со популацијата, особено со младите? Да. Воделе ли сметка или само таксативно ги редат целите? Значи вака, тоа може да се види на веб апликацијата, има неколку програми каде што баш го прашањето кое што Стефани го кажа за младински совети планираат неколку општини, може да се види на веб апликацијата, да ги вклучат младите во процесот на одлучување на локално ниво. Тоа многу ми се допадна и затоа кажувам дека е многу добро да младите тоа го гледаат, го читаат и го следат, за да видат дали тој политичар, кандидат или градоначалник понатаму ќе си го исполни ветеното. Затоа таа апликација постојано ќе биде тука присутна и они ќе можат да влечат од таму информации. Ние ќе направиме извештаи, статистички податоци, све ќе има на располагање на младите да го гледаат. И не само тие, и други. Да. Стефани во еден вестник те цитираат дека си кажала дека младите полежерно го сваќаат правото на глас и дека неудобно се чувствуваат во дискусии за политика, што е навистина спротивно од она што сме ние од мојата генерација. Мислам, ние сме инфицирани дури и заболени од политика. И сега не знам дали да го гледам ова во позитивен или во негативен контекст. Како гледаш ти? Младите се полежени? Да? Да, од причина што недостасува моментот каде што младите се мотивираат да гласаат. Сега тоа се должи на неколку фактори. Првенствено, не е најдел судветен механизам, односно образованието како такво, ако да тргнеме од некоја точка, не ја пренесува вредноста на правото на глас во неговата вистинска смисла. Значи, повеќето од младите веруваат дека тоа е едно апсолутно загарантирано право, кое го имаат како такво, го пишува во законите и нашиот устав и ние имаме право на глас. Сега малку ако погледнеме во позадината, си носи борба и тежина самото право како такво, односно првенствено е ограничено во однос на старосната граница. Историски пак да не зборуваме или географски зависно од условията во кои што ги разгледуваме. Сега, тоа е една од причините за тоа што не ја сваќаат тежината на правото на глас. Понатака, не се информирани за колку правото на глас е всушност безбедно од самите карактеристики кои што ги носи по себе. Значи, ако зборуваме дека правото на глас е тајно, непосредно, општо и еднакво, тогаш тука лежат сите причини кои што ќе ги мотивираат младите да гласаат како такви. Значи,
скептицизмот и она што нив ги прави да го сваќаат правото на глас лежерно е тоа што тие веруваат дека нивниот глас ништо не менува. Сега кога вие на еден млад човек ќе му го доближите прво изборниот систем, како неговиот глас се калкулира и дека неговиот глас е еднаков со било кој друг глас на сите гласачи овдека во општеството, тогаш ја разбира моќта на правото на глас. Сега дека лежерно го сваќаат, тоа мислам, се гледа на сите денови на изборите, како пристапуваат постарите, како пристапуваат помладите гласачи. Многу од помладите нема не да излезат да гласаат. Сега ова понатака се докажува нели со статистики колку ние млади гласачи имаме, колку се проценува излезеноста и слично. Ама ако изгледате на терен, ќе видите колку помалку млади излегуваат споредено со постарите и како они го доживуваат. Мислам, тоа не е потребно некои истражување, баш онака е јасно видливо како постарите доаѓаат до тирани, они стануваат рано, за нив манифестација, за нив тоа. Ги го сваќаат како свечен чин. Да, супер свечен чин. Од друга страна младите па се дали да идам да гласам или да не одам. Се ова е генерализација, не е апсолутно така за сите, меѓутоа она што нас не загрижува како младенска организација пред се која што работи на активирање на младите и вклучување во овие процеси е што постојат млади кои што не има баш комплетно јасно колку тие можат да променат со нивниот глас и колку сериозно треба да го земат правото на глас и да го искористат. Токму така, да се надоврзам на Стефани, споредбата на како младиот гласач на денот на изборите се однесува и како постарите. Ние како дел од проектот имаме направено и видеоклип. На тој видеоклип токму јасно е прикажано оној момент каде што кажа Стефани дека они на денот на изборите се будат подоцна и размислуваат дали додат да гласат, затоа што сметаат дека нивниот еден глас нема да промени ништо. Зборувам еден глас. Но замислете една голема бројка на млади луѓе кои што така размислуваат, тоа е веќе голем број на гласови кои што така пропаѓаат едноставно. И после нормално разочарување. Главната мотивација и идеја значи на оваа апликација и на сите проекти што Младински образовен форум и сите други невладини организации кои што работат со младите е да се мотивираат и да се убедат младите дека нивниот глас е потребен и навистина може да направи промена. Па добро, ако вака гледаме нели со некое пошироко око, тогаш забележливо е оти таргетот на политичките партии се главно пензионерите, како најголема и најстабилна гласачко тело, па и пензионерите можеби најмногу добија, да речеме, бесплатни билети, бесплатни базени и не знам што нели не е лошо да се имат бенефиции, но прашање е каде е границата меѓу она што е етички и она што е веќе ефтин популизам. Сега гледам во некои од кандидатите за градоначалници дека веќе ја менуваат плочата и ги ставаат младите како нели битна категорија, па и нудат не знам некои проекти како што се објекти за наменети за млади брачни парови, што на некој начин тој беше од претходната влада како програма, но ете барем нешто се сеќава дека проблемот еве ги младите е проблемот, треба и нив да ги мотивираме. Така, и додека ги бичуваме програмите, видовме дека има нешто така слично, од типот ќе ги испраќаат на патувања во странски држави, да речеме. Меѓутоа, спомнавте дека политичките партии повеќе прават за пензионерите, но јас можам да кажам дека имаше неколку проекти и за помладите. Да речеме, ете, компјутер за секој дете, таблети нели во универзитетите, све. Меѓутоа, прашање е дали пред они да ги направат овие активности, ги запрашале младите дали е тоа што навистина на нив им е потребно. Значи, тоа е предмет, тоа е нешто што можеби они можеле или не можеле да го добијат, или да го имаат. Јас мислам дека поголемиот дел од младите бараат квалитетно образование. Тоа е единствениот проблем. И мислам дека таква понуда всушност и не е партиципативност или инклузивност во и во изборниот процес или во социолошките процеси. Искрено да ви кажам, тоа е како на некое мало дете кој ќе му купите нешто само за да го заќутите.
Така, како Му би требало исполнувате Стефани да желбата. биде всушност? Да. Што вика теоријата и практиката овде? Практиката овдека вика дека младите ретко кога се консултирани. Мислам, кога и да погледнеме наназад, ретко кога политиките кои што се воведуваат и пременуваат, тргнуваат од младите како поидовен фактор. Зборуваме сега за ситуации кога имплементираме политики кои што ги таргетираат и се однесуваат на младите. Ако овдека имаме неколку примери, мислам конкретно аз ке зборувам сега за мојово искуство во работа со млади, имаме закон за високо образование, закон за средно образование кои што беа донесувани и изменувани во периоди без при тоа да бидат прилагодени на вистинските потреби. Конкретно за законот за средно образование, тој не гарантира учество на средношколците, учество на учениците во донесување на одлуки за кои што тие реално се капацитетни и можат да ги донесат и имаат знаење и се единствениот релевантен фактор за донесување на истите во рамките на училиштата, што понатака вас ви гради свесни граѓани и гарантира дека тие имаат некое чувство за демократија и учество во донесување на одлуки. Сега, тоа е еден од проблемите. Другиот проблем овдека е во креирањето на политиките е што има проблеми кои што веќе со години постојат. Значи, квалитетно образование. Зборуваме за решавање на проблеми кои што не би требало да се соочуваме сега во ситуацијата каде што се наоѓаме. Понатака имаме инфраструктура на училиштата која што во повеќето од општините не е на завидно ниво. Значи во 21 век тие немаат соодветно грејење или немаат соодветни комплетна инфраструктура, да не ги набројувам сите детали и елементи. Понатака вклучувањето во донесување на одлуки како процес и како институционализирана форма на учество на младите и се до пружање на обуки на младите кои што нив ќе ги направат адекватни за пазарот на трудот, односно изедначување на оно што образованието го нуди, на оно што се бара од пазарот на трудот, па како мерка која што ќе му возможи на младите добар живот и можност да најдат работа во средината во која што ќе живеат, па на некој начин ќе биде приспособено оно што тие ќе го учат за работа понатака да најдат и да останат да живеат во нивниот град или држава. Да, ќе направиме мала пауза за реклами, па ќе се навратиме на дискусијата. Се враќаме во студиото на тема Младите порачуваат и јас гласам со некои статистички податоци од 2013 година ИСППИ истражување покажало дека 72% од младите излегуваат да гласаат, а постојано гласаат 41, додека тие 31 повремено гласале, значи на некои избори да, на некои не. Само 7% никогаш не гласале. Но, што е интересно, младите идеолошки не знаат каде се. Ниедна идеологија не им е блиска. 46-47%, односно речиси 50% не се определени идеолошки, а тие сепак излегуваат да гласаат, што на некој начин пак се потврдува на теза дека партиите веројатно промашиле во нивните. Значи, зошто не гласаат младите? Ги нема во програмите, можеме така едноставно да заклучиме? Па, овдека би лоцирала две причини кои што ќе бидат. Уште едно подпрашање. Дали тука и образовниот систем во кој ти си вака по експерт потврлува? Да, мислам, верувам дека да. Образовниот систем како таков му недостасуваат неколку елементи кои што ја градат свеста кај граѓаните за нивната партиципативност во општеството. Значи, за тие да учествуваат, прво треба младите да се свесни и критички да размислуваат. Сега не критички за да наоѓаат што недостасува, туку критички за да погледнат што од она што се нуди, навистина има некоја основа да понатака придонесе за напредување на општеството. Освен критичкото размислување како такво и аргументираната дискусија која што би требало да се негува во училиштата, повеќе од она учење на памет, и правниот систем и начинот на кој што функционира правниот систем. Сега овдека влегуваат изборните системи, изборните модели и сите други работи кои што поврзани со критичкото размислување ќе доведат до свесни млади кои што ќе гласат. Тоа е едната причина. И сега, колку во политичките програми се таргетираат младите е уште една причина и третото би било како младите се чувствуваат кога зборуваат за политика. Во периодот кога ги разгледав оние програми кои што беа достапни конкретно на оваа апликација Јас гласам, најмногу во делот за млади се зборуваше за спортски центри, рекреативни игралишта и слично, што само по себе не е лошо. Значи, спортот да, како
си носи своји квалитети и е потребен за младите. Меѓутоа, тоа е лошо во моменти кога се става единствениот акцент на тоа. Значи, во ред еве ќе се изградат спортски сали одреден број и што правиме понатака кога ние имаме сериозни дупки во образованието. Кога младите мораат да патуваат од една во друга општина за соодветно да се образуваат затоа што во таа конкретна општина образованието е подобро. Значи има неколку работи на кои што мора да се посветат во програмите политичарите, кандидатите, не само сега, туку и понатака во периодот за конструктивно да се решаваат проблемите со младите и да им се посвети соодветното внимание на младите кое што на нив им треба за тие да се развиваат во една средина како здрави млади луѓе. Третата работа беше како тие се чувствуваат кога зборуваат за политика. Во изминатата година работевме на една кампања која што се трудеше да ги мотивира младите да гласаат повеќе и општо граѓаните избери што сакаш беше името на кампањата. И во склоп на оваа кампања имаше неколку јавни дебати, дискусии и слично, каде што младите беа дел од публиката. Сега што се случуваше на почетокот? Се очувствува една непријатна атмосфера во воздухот кога вие барате од младите да дадат некој мислење за политиката. Ова е затоа што тие се плашат дека некој ќе ги етикетира, нешто општеството ќе мисли за нив или тоа ќе има последици понатака нивното учество во општеството. И сега низ низа на дискусија се зборуваат повеќе работи и се чувствува дека полека се надминува тоа затоа што ја добиваат вистинската слика за тоа што всушност значи тие да излезат да гласаат и дека некој нив им ја гарантира тајноста на нивниот глас. Значи баш во една од тие дискусии еден од говорниците рече нема камери во пенкалата, значи баш онака треба тоа да им се посочи дека нема начин на кој што некој ќе мониторира како тие гласали или не. Сега колку тие форми на заплашување дека некој ќе знае како гласаат или не. Не само младите, општо сите гласачи се ефективни. Значи со тоа може да се бориме само со едукација и со посочување на како всушност гласањето функционира и што значат изборите сами по себе. Значи, 3 причини би биле овдека зашто младите се чувствуваат неудобно да зборуваат за политика или пак не гласаат, затоа што се плашат и не се доволно запознаени, затоа што не се доволно таргетирани во политичките планови и програми. И третата беше затоа што има недостиг во образованието како такво за градење на активни млади луѓе кои што постојано ќе обрнуваат внимание на се она што околу нив се случува и врз основа на што тие би требало да направат својата пресметка и да го дадат својот глас за некој од опциите кои што им се нудат. Да, во демократиите со подолга традиција, локалните избори се многу важни, дури во некои земји се најважни, затоа што се она што се случува и што е битно за вас, се случува во вашата населба. Ако живеете во Чаир, за вас е најбитно што ќе ви понудат во Чаир. Нас ни се случи пред неколку години во еден изборен циклус, кандидат за градоначелник, кампањата да ја почне во друга општина, не знаејќи каде се општинските граници, што и колку е смешно, толку и кажува всушност колку се битни за партиите локалните избори. Оваа година можеме да видиме дека иако некои работи се изместуваат кон позитивно, сепак кандидатите не знаат кои се нивните ингеренции, па се мешаат многу во политиките на централната власт и најавуваат проекти кои се навистина небулозни. Можам да предпоставам, Афродита, која ги гледавте вие со твојот тим таму, дека веројатно сте го забележале ова. Токму тоа сакав да го кажам. Кампањава за градоначалнички избори оваа година, локални избори, се сведува многу повеќе со програми на национално ниво. Некако оној момент локално ниво и конкретно што тие ќе направат во самата општина, како да е избледена. Има, се споменува нешто, меѓутоа многу повеќе доминираат проекти на ниво на целата држава, значи Република Македонија, и мислам дека оној момент што прескако спомнувавме за младинските совети, за реактивирање на младинските совети во општините е добро, од причина што понатаму кога ќе ги прават програмите, да речеме за следните кандидати, за градоначалници или било кои други програми, да ги вклучат младите и да ги запрашат токму на нив што им е потребно, за да кога ќе излезат пред младата популација и кога ќе ги понудат своите програми, да младите видат дека тие програми се од нивен интерес и дека тоа за нив ќе
ќе биде понатаму исполнето? Да, сепак јас ќе се навратам повторно на оваа битна тема што Стефанија потенцираше, дека само 5% верува дека нивниот глас ќе донесе промени. Статистички, од она што јас го најдов на вашата веб страница, во Македонија млади гласачи има 370.000. Така, според Завод за статистика, тоа е од 20%. 18 тоа е 20% од електоратот. Целиот електорат. Сега колку е таа бројка? Сега, значи, тоа не е мала работа, Стефани. Значи, тие 20% можат да решаваат. Да. Ама, како да ги мотивираме тие да решаваат? Проблемот и не е само ке младите, мислам, ке нас генерално има истражување од реактор кој што се прави од 2012 година до 2016 е до сега има опфатано податоци. Вели дека 70% од граѓаните сакаат да бидат вклучени во однесење одлуки во рамките на нивниот град или село или општината во која што живеат без разлика. Меѓутоа само 30% веруваат дека нивниот глас нешто ќе смени. Сега ова е овдека на вистина има што правиме со другите 40%, мислам, не мора да значи дека 40% баш од овие 70 ќе бидат тие, меѓутоа значително е низок бројот на луѓе кои што веруваат дека нивниот глас нешто ќе смени. Како младите да се мотивираат? Повторно би зборувала за вклучување во процесот на креирање политики. Значи, треба да се тргне од малку пошироко, кога ќе се формираат и овие програми, кога ќе се структурираат програмите, предлог програмите за еве сега во периодов би било за локалните избори, треба да се трга од најниско ниво. Значи, што е потребно? Мора да се одржува постојано континуитет на јавни дебати, дискусии, вклучување на младите, без разлика дали тоа ќе биде од училишта, од невладини организации кои што работат во тие области или пак од локалните младински совети кои што постојат како такви, се на моменти се поактивни, на моменти помалку. Тоа се зависи од тоа колку ќе ги вклучуваат општините во нивната програма и колку ќе се посветат на нив. Кога ќе почувствуваат младите дека се навистина вклучени и дека некој нив ги прашува и се грижи за тоа што тие мислат, тоа што сигурност ќе се покрена нивото на кое што тие ќе излегуваат, односно ќе имаме поголем одзев на млади гласачи. Да, но еден од податоците беше исто така интересен за длабока анализа, тоа е дека голем процент од овие млади апатични гласачи се всушност и членови на политички партии, но не излегуваат да гласаат. Значи, тоа се пасивни, тотално немотивирани, а тоа значи дека и партиите внатре не работат со своето младо членство. Значи, они не можат, практично се декор во партиите или само бројка и така натаму. Има една друга нелогичност во сите овие проценки броеви. Процентот на млади кои што се изјаснуваат дека не се склони кон ниту една политичка идеологија е повисок од процентот на, тоест е понизок од процентот на млади кои што излегуваат. Значи, кога вие ќе ги споредите тие две бројки, имате млади кои што се изјасниле дека не се склони кон ниту една политичка идеологија, а излегуваат да гласаат. Тука повторно го имаме тоа прикривање на нивните политички, односно не се бара од нив да откријат на која политичка партија се повеќе склони, која идеологија има поблиска, туку чисто само да кажат дали се определени или не. Младите се плашат дури и тоа да го откријат, а понатака од тоа колку тие гласале или не гласале, гледаме дека се активни и го користат името право на глас. Значи, пак имаме еден страв да се дискутира за политика кај младите, од причина што понатака тоа се плашат дека ќе се одрази на еден или друг начин на нив и дека ќе бидат етикетирани како припадници на едната или другата страна. Добро, ако вие ги поставувате сите избори, било кои парламентарни, локални, председателски, од типот да се биде или не, во тој случај на вистина е тешко за младите гласачи да решат, па јас ли ќе решам сега ако е да се биде или не. Тоа стварно е демотивирачка порака. Без разлика што на прв поглед личи на мотивирачка. А од друга страна, пак ако им се понудат две опции кои што им се блиски или им се потребни, зборувам сега за на ниво на младинска политика, и во програмите доколку се вклучат, да речеме дека имаме двајца пратеници кои што се кандидирани во двајца кандидати, во една општина кои што се кандидирани, двајца да нудат нешто за млади, тогаш веќе и тоа е дополнителен мотив тие да одберат од нешто реално, а не ова што го велите да се биде или дали воопшто да излезат или да не излегуваат. Да, меѓутоа, ако на пример јас сум од тој тип кој ќе спијам во недела и ќе размислувам до 2 сат дал да одам да гласам или не, па на крај што ќе пресуди? Афродита, што ќе пресуди на крај? Не ја видел програмата,
може би едва го да го знае кандидатот за градоначелник, Така. веројатно партија некоја, за која слушнал да, или... гледав, имаше денес или вчера читав, имало некој истражување дека вели, вика, и оваа година младите ќе гласат како ќе им кажат од дома. Значи, верувајте, сакам тоа да биде минато. Затоа оваа веб апликација направивме. Сакам самите да читаат, да се информираат и самите да одлучуваат која програма на нив. Значи, како да гласам, праша го тато или праша мама. Не по свој избор. Така, не по свој избор. Студијата за млади од Институтот за социолошко-политичко правни истражувања вели 62% од тие што излегуваат да гласаат се веќе политички партиски определени. Значи тоа се подмладоци на политичките партии. 62% не е мала бројка. Исто така сакам и тоа да биде минато. Јас би сакала младите не да одлучуваат за партија и не да одлучуваат за личност од некоја партија, него исклучиво да се водат кон она идеологија што на нив им е потребно и што на нив значи е од нивен интерес. Така, најмногу но... ќе им помогне за нивната иднина да останат овде во Македонија. Што велат процентите? Практично, ако младите, Многу нели се се тие кои им го оставаме светот, а така е природно, тие 80. треба да го менуваат, ние што ќе им оставиме? Еве гледајте Да. се. Главниот проблем кај младите, 52,9% невработеност. Тоа им е главен проблем. А во ниедна од програми, од кандидативе нема дека тие ќе отворат нешто, вработување. Подржување на млади бизниси, има, меѓутоа многу ретко верувате од колку значи, читање главната програми. работа ја нема. Добро, сака да ја напуштат земјата 83%, значи огромен процент. Имаат интерес во политичките случувања само 51%, значи се пасивни, таму кај што треба да бидат активни, но очигледно затоа што смета дека нивниот глас и не вреди. Зошто да се етикетирам или само етикетирам и не се задоволни од образовниот и здравствениот систем 63%. Еве ги мрачните прогнози за уште една или уште две изгубени генерации. Така е. Како да мрднеме од ова? Младите. Да, не само што останува светот на младите, мислам младите си сега во светот. Нив мора да им се пружат сите оние работи кои што им требаат за да функционираат нормално и соодветно во средината во која што живеат. Вработувањата за млади секако дека ќе останат проблеми понатака, односно проблем на кој што треба да се работи. Понатака здравството за млади останува како таков проблем, не само за млади дека сега кај нас, ако погледнеме пошироко, здравствениот систем е проблематичен за сите. А понатака да се усогласат она што ќе го нуди образованието и она што пазарот на труд го бара. Пак ќе се вратиме на вработувањето овдека. Квалитетот на образование секако дека има уште простор да се работи и вклучување на младите во процеси за донесување на одлуки за покреирање на политики кои што нив ги таргетираат. Значи, било тоа на ниво на нивните училишта, било тоа на општинско ниво преку локални младински совети и слично, значи мора младите да се почувствуваат дека пред се живеат во безбедна средина која што нив ќе им овозможи понатака да функционираат непричано во истата. Повеќе ќе зборувам дека сега за здравство и за наоѓање на работа и решавање на некои основни прашања за екзистенција. И понатака да почувствуваат дека се вклучени во процеси на носење одлуки и креирање на политики кои што се важни за целото општество. Ти благодарам, нека биде ова како завршна порака. Афродита, што би кажала ти како порака до гледачите? Така, значи на нашата држава не и треба само зголемена излезност на млади гласачи. Нас не се потребни квалитетни гласачи. Што значи излезете, гласајте, но претходно информирајте се за конкретна програма и гласајте за онаа програма која е од ваш интерес. Ви благодарам на гостувањето, драги гледачи. Мојата порака би била идентична. Излезете, гласате по сопствен избор. Вашиот глас, млади гласачи, вреди, тежи. Драги гледачи, ви благодариме на вниманието. Останете со нашата програма.